лекар е потребен за да се третираат болните со цистична фиброза, значи со нив имаме изворена соработка. Колку е тимот посветен на болните, зборува и фактот дека пред да речем 15 години во Македонија имаше само 50 диагностицирани деца со цистична фиброза, од очекувана бројка 250 до 300 болни според бројот на жители на државата. И само 10-15 години после тоа, особено со воведување на новата терапија сега, имаме 110 деца регистрирани. И да потенцирам, добро кренавте веќе имаме и возрастни болни со цистична фиброза постари од 18 години. Тоа покажува дека терапијата што се воведе пред 3-4 години, овие напори што се прават сега, таа терапија да биде редовна и да им биде достапна на сите болни со цистична фиброза, овозможува болните и кај нас да преживеат и да доживеат и да живеат подолго. И ние се надеваме дека со овие промени кои што допрва сакаме да ги воведеме во нашиот здравствен систем, дека исто и кај нас болните веќе ќе можат да се надеваат и ќе можат да ги доживеат нивните 30 и 40, зошто и да не, па и 50. Да, 50. А сите години се убави. Точно. Само нека се полнат и нека се множат бројките. Пред да се завлагодарам господја Бојчин, само да кажеме дека како председател на Сдруженијето за борба против цистична фиброза бевте дел и од онаа кампања на Прилепска пиварница. Ајде малку околу тоа да продискутираме. Така, јас морам да ја пофалам и да изразам огромна благодарност до идејата, прво што ја имаше Прилепската пиварница да спроведе еден ваков проект, така убаво медиумски да го објави и да го покрие и да им даде можност на здруженијата како нашето да конкурираат на проект, да направат, да изработат свој проект и да добијат шанса да победат на едно јавно надпреварување. Значи тоа беше проект на кој што се гласаше, значи луѓето од Македонија гласа кој е најдобриот проект. Нашиот проект, морам вака, многу сме горди зашто е тоа прв пат да учествуваме ние на еден ваков проект. Се избори за првото место. Ние добивме награда во противвредност од 4000 евра, ако добро се сеќавам беше, за да го оствариме проектот. И морам да кажам дека тоа беше имаше многу, значи тоа донесе до големо подобрување на третманот и на состојбата на болните со цистична фиброза, зашто ние прв пат до такви финансиски средства воопшто дојдовме. Ние веднаш ги употребивме тие финансиски средства за набавка на апарат, кој што веќе долго време го немаше на одделот за цистична фиброза, а кој што беше и тоа како потребен, Понатаму со дел од средствата ги искористивме за едукација на медицинска сестра, бидејќи кај нас фали едуциран кадар за цистична фиброза. За да биде тоа бенефит за сите болни со цистична фиброза, набавивме мултивитамински препарати кои што ги нема во нашата земја, а кои што родителите кои што можат и имаат финансиски можности ги набавуваат дури од Америка, значи кој што има роднини, кој што има роднини, кој како се снајде. Меѓутоа ова беше една убава прилика на сите дечиња, барем за момент да имаат и таа што викаме ние луксузна терапија, далеку дека е тоа луксузна терапија, тоа е дел од секојдневната терапија, задолжителна терапија на болните во европските земји. Така, господи Бојчин, сосема за крај, само телефонот на Сдруженијето каде што може да ве исконтактираат сите оние кои што можеби сега го слушале разговорот, не знаеле за постоењето на Сдружение, во својот дом најмилото токму го има ова заболување. Така. Ние, значи, многу е важно да се подигне што е можно повеќе јавната свест, затоа што се уште голем број на деца остануваат недиагностицирани, се лекуваат под други диагнози и за жал дел од нив стигнуваат на клиниката за детски болести во веќе толку влошена состојба, кога многу малку може да направи тимот за да им помогне на тие деца, а за уште поголема жал дел од тие болни воопшто не успеваат да стигнат на одделот за цистична фиброза, го губат нивниот живот недиагностицирани од
од болеста, значи. Телефонскиот број на кој што може да се оствари контакт е 078 355 562. Уште еднаш 355-562 на 078, добро. Ги поканувам сите да станат пријатели на нашата Facebook страна, Сдружение за цистична фиброза, и исто да ја посетат нашата веб страна www.cf.mk. Многу лесно се памти, значи првите букви од диагнозата. На нашата веб страна можат многу повеќе да прочитаат за тоа кои се првите симптоми и како родителите, гледајќи го своето дете, зашто кај нас голем број има на родители кои што самите ги препознале симптомите, кои што би требало да ги препозна, а не сите знаат дека тоа е тоа. И знаете уште еден факт, само нема да ви одземам време, меѓутоа овие бебиња се познати уште под името солени бебиња, значи затоа што диагностицираме солена кожа. Значи она што е најспецифично за болните со цистична фиброза, што многу лесно се открива, еве тоа беше начинот на кој што ние, нашата керкичка, значи се посомневавме дека нешто не е во ред, меѓутоа со првото спомнување на тоа дека солени зрнца на незиното чело се појавуваат, значи тоа беше доволна иницијатива за да се направи соодветниот тест и да се диагностицира. Значи овие дечиња имаат посолена пот во однос на другите деца. Едно нешто на кое што прво треба да се внимава. Ви благодарам многу, искрено се надевам кога ќе имаме повторна средба да дојдете со информација со која што го започнавме разговорот, дека открија нов лек кој што буквално ќе го излечи ова заболување, а не само да го ублажи или да го продолжи векот. Повелете? Така. Јас само се надевам дека дотогаш ние ќе успееме да се избориме да се отвори нов центар за цистична фиброза со соодветни болнички услови за третман на овие болни, дека конечно ќе успееме физиотерапевт да вклучиме во тимот и некои лекови кои што фалат се уште за третманот на болните со цистична фиброза ќе бидат регистрирани и ставени на позитивната листа на лекови. Ви благодарам уште еднаш, пријатен викенд. Во продолжение одиме со вториот блок на реклами. Вечерва. Имаш некоја